Поднесувањето на барања за финансиска поддршка на земјоделските стопанства и во тек ќе трае до 30 јуни. Од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој велат дека во овој период се поднесуваат барања за растително и сточарско производство, и тоа за површини со поледелски и градинарски култури, одржување на лозови и овошни насади, како и производство на сертифициран семенски и саден материјал. Дел од струмичките земјоделци велат дека ваквите мерки и проекти се добредојдени за земјоделците, а најмногу, како што велат, за да ги задржат своите деца во родното место и да не заминуваат во странство. Програмите што се за рурален развој, 50-50, ИПАРД што е таму за механизација, трактори да се обноват, и да се променив целата моја механизација, и за мене тоа ми е поважно и подобро отколку конкретните директни плаќања. Тоа се за мене ситни пари. Па и тоа е едно од подобрите мерки, што се однесува во земјоделието за младите фармери. Се колку ќе го прифатат, јас не знам, колку што гледам одзивот, така е најавата на телевизија, дека е доста добар. Ама еве ќе ви кажам, јас планирам за мојот син да направиме една таква добра програма, со тоа што не најповеќе средствата што ќе бидат тоа, што ќе бидат земени од државата повредни, туку некако да го врзам син ми да биде тука до мене, бидејќи и он полека почнува да гледа на страна, како тука нема, финансите се мали, но така како ќе има нешто покрај кое он е негово и ќе почне за тоа да се грижи, се надевам дека ќе остане тука покрај мене, бидејќи уште тоа не ни фали во денешно време. Корисници на финансиската поддршка се земјоделските стопанства кои се впишени во единствениот регистар на земјоделски стопанства и ги исполнуваат сите услови кои се пропишани во Законот за земјоделство и рурален развој, Програмата за финансиска поддршка во земјоделството и Уредбата за директни плаќања за 2016 година. Годинава за прв пат барањата може да се поднесуваат по електронски пат, а за детали околу висината на помошта, заинтересираните може да се информираат на веб страницата на агенцијата.